Сакате ли да бидете здрави и убави? Одговорот сигурно е да. Во Библијата постои еден прекрасен рецепт кој ни обезбедува духовно здравје и убавина, а тој е рецептот на блаженствата. Една од најчесто повторуваните фрази на денешнината е да се биде здрав. Насекаде слушаме за тоа како да постигнеме добро физичко здравје, да имаме избалансирана исхрана, редовно да вежбаме, доволно да спиеме. Исто така рекламите ни прикажуваат луѓе со здрав изглед и ние се стремиме да бидеме како нив. Често размислуваме за здравјето во физичка смисла, меѓутоа забораваме или ја занемаруваме нашата духовна состојба. Иако сме насочени само на физичкиот изглед, нашите напори се безвредни. Нам ни е потребно да го негуваме и нашиот духовен живот. Во својата проповед на гората на блаженствата, Исус ни дава еден од најголемите рецепти за да уживаме духовно здравје и убавина. Здрави се бедните во дух, бидејќи нивно небесното царство. Кога сме во депресија или пак се чувствуваме духовно слаби, можеме да имаме мир во сознанието дека Божиот план за нас е совршен, дури тогаш кога не го разбираме. Бог има разработено детален план за нашиот живот. Тој вели, зашто само јас ги знам за мислите што сум ги смислил за вас, вели Господ. За мислите за добро, а не за зло, за да ви дадам иднина и живот. За бедните по дух Исус кажува, нивно е Царството Небесно. Тоа царство не е како што очекувале Христовите слушатели, минливо и земско. Христос на луѓето им го открил духовното царство на својата љубов, милост и праведност. Обележена припадноста на царството на Месија е сличност со Синот човечки. Неговите поданици се сиромашни по дух, кротки, прогонети заради правдата. На нив им припаѓа небесното царство. И иако се уште не било завршено, во нив започнало делото кој ќе ги направи достојни да имат учество во наследството на светиите во светлината. Сите оние кои ја чувствуваат големата сиромаштија на својата душа и сваќаат дека во себе немаат ништо добро, може да добијат праведност и сила гледајќи во Исуса. Тој вели, дојдете кај мене сите изморени и обременети. Тој ве моли својата беда да ја замените со богатството на неговата милост. Ние не сме достојни за Божјата љубов, но Христос, нашиот гарант, е достоен и во состојба да ги спаси сите оние кои доаѓаат кај Него. Какво и да било вашето искуство во минатото, колку и да се обесхрабрувачки вашите сегашни околности, ако дојдете кај Исуса, такви какви што сте, слаби, безпомошни и очајни, нашиот милостив Спасител, кој е полн со сочувство, уште одалеку ќе ви излезе во пресред, ќе ве прегрне со рацете на својата љубов и ќе ве наметне со наметката на својата праведност. Тој ќе ве представи пред таткото облечени во белата облека на својот собствен карактер. Тој се заложува за нас пред Бога велејки, јас го зазедов местото на овој грешник. Не гледајте во ова дете што се изгубило, туку гледај ме мене. Колку и да зборува гласно сатаната против нашата душа, обвинувајќи ја за грев и полагајќи право на нас како на свој плен, почитувани пријатели, крвта на Христос зборува многу посилно. Само во Господ ќе велат за мене има правда и сила. Преку Господ ќе биде оправдано и прославено целото племе Израилево. Кога е нашето срце скршено, ние можеме слободно да му се предадеме на Бога, да бидеме подготвени да ја следиме Неговата волја и да му дозволиме Тој да не води. Тој ќе го стори тоа за нас. Здрави се бедните во дух, бидејќи нивно небесното царство.